Почитувани гледачи Н.Н. телевизија, ново издание од спортскиот магазин Трибина, во кој што правиме анализа на тоа што досега се одигра во овој пролетен дел од втората македонска фудбалска лига, еден преглед на резултатите од вонредното 19-то кол и што всушност ќе имаме предстојниот викенд, односно во сабота кога ќе бидат одиграни надпреварите од 20-то коло. Ќе видиме како всушност изгледа табелата и каква ќе биде борбата и за местата кои што водат кон првата македонска фудбалска лига, но и во бараш зоната за опстанок, како и во зоната за директно испаѓање, каде што неколку екипи водат тешка борба за опстанок во второлигашкото друштво, и со тоа ќе видиме до каде и што она што практично ќе не очекува ова пролет, бидејќи ќе биде доста возбудлива ова надпреварувачка сезона во втората македонска фудбалска лига. Па анализата јас ќе ја започнам со резултатите и прегледот всушност на претходното 19-то коло, да видиме што всушност тука имаме и како ете екипите одиграа во тоа 19-то коло изминатиот вторник, кога беше одиграно во вонреден термин на ова 19-то коло. Охрана домашен терен со минимално 1-0 ја оправда таа фаворитска улога која што имаше против екипата на Вардар Неготино. Охригани со млад тим кој што одлучија всушност да настапуваат и со домашни локални фудбалери од околината на Охрид со некој на дополнување, направија одлични резултати во овој пролетен дел, така да и на надпреварот против Вардар Неготино забележа минимална победа, со што прогресираат на табелата. Ќе видиме подоцна и како изгледа табелата. Беласици и Башкими може беше еден од повозбудливите надпревари во ова 19-то коло, кога Беласица со голот на Коце во 52-та минута победа на 1-0 по 0-0 на полувреме, меѓутоа Башкими веднаш изравни на 1-1, а потоа во вториот дел направи комплетен пресврат на 1-2 и со тоа тимот од Куманово ги освои трите бодови, што беше нивна цел на тоа тешко гостување во Струмица против Беласица, кој што е со млад тим, надополнета со неколку искусни играчи, како што е Етен Бојан Најденов, новото заселување, капитенот Александар Милушев, Стефан Сулев, повратникот младиот Александар Коцев, кој што веќе Беласица, иако можеби загуби новој надпревар, прикажа добар фудбал и очекуваме дека во следните надпревари Беласица ќе прогресира на табелата со добри резултати. Арсими ја оправда фаворитската улога, меѓутоа со минимални 1-0 против екипата на Победа. Тежок надпревар за Арсими против осоколената Победа, која што пред се одигра 0 или на почетокот од првенството со Брегалница, потоа забележа триумфи против Македонија Ѓорче Петров и веќе екипата на Победа прави прогрес и сака да го обезбеди порано опстанокот во втората лига, со цел да не се дозволи во онаа ситуација кога лани Победа играше бараш совладувајќи го тимот на Куманово, кој што беше шампион во трета лига Север. Македонија Ѓорче Петров после тие два можеби за многумина неочекувани киксови кои што ги имаше тие порази од Башкими со минимални 0-1 во Ѓорче и со 2-1 на загуби во прилеп од Победа, сега лавовите се вратија со триумф, и то убедлив триумф против Новаци со 4-0, со што ете екипата на Бобан Кранчаров ја оправда таа фаворитска улога против Новаци и го сочува првото место, меѓутоа сега тоа прво место ќе биде доста неизвестно со оглед на фактот дека екипата на Македонија Ѓорче Петров имаше солидна бодовна разлика, меѓутоа истата е прокоцка, па сега има само 2 бода предност во однос на Башкими, кој што е втор. Ќе го видиме тоа подоцна и од самата табела. Интересен надпревар имаше и во Велес, каде што Борец преку пресврт ја соволда Каменица Саса. Рударите од Македонска Каменица поведува на 0-1 во Велес, и тоа на полувреме има таа предност, меѓутоа потоа екипата на Борец преку двата поголици на Флорент Османи направи комплетен пресврт и дојде до посокуваната цела, тоа е триумф, и тоа само втор сезонски триумф за екипата на Борец, со што ете ова екипа на своето конто сега ќе има 10 бодови и останува во посериозна борба, можеби и за директен опстанок. Во крајен случај тоа ќе биде баражот кој што ќе го брка заедно со екипата на Согово. Ова беше важна победа за екипата на Горан Симов со цел, нели, како што кажав, Борец да дојде до посокуваната целото опстанокот во втората лига. Екипата на Брегалница со 2-0 славеше против Вардарски во меч кој што го следевте ексклузивно на МН телевизија, како и на платформата на YouTube каналот на Фудбалската федерација на Македонија, со што продолжува соработката на МН телевизија и на ФФМ. Брегалница сега под водство на новиот тренер Ристе Наумов со 2-0
успеа да го совлада Вардарски, меѓутоа мора да потенцираме дека Вардарски новој надпревар некаде околу 75-та, 78-та минута остана со играч помалку на надпреварот, па финишот на надпреварот практично при 1-0 го одигра со играч помалку на теренот, кога Калпачки во првиот дел стрелаше за 1-0, во вториот дел нововлезениот Стојан Поповски постана погодок резервистот од клупа за конечни 2-0, со што трите бодови останаа во Брегалница. Знаете за она тренерска промена која што беше Ристен Нумов, кој што беше помошник на Трајче Сенев, пристигна всушност, односно седна на тоа тренерско столче. Сега Нумов ќе води Брегалница, тој тргна со деби победа против Фенерџијата Вардарски, меѓутоа ќе видиме и во самата табела, меѓутоа она што ќе го анализираме подоцна дека ќе има едно незгодно гостување Брегалница во следното коло во Кочани. Детонит Плачковица загуби со 0-1, минимален резултат, но меѓутоа минимална победа, меѓутоа важна победа за Осогово, предводен од Крсте Крстев, со што жетварите од Кочани забележува многу важен триумф. Сега има 13 бодови, се во бараж зоната и ја продолжува таа борба и за директен опстан, меѓутоа и да има чекор пред борец, па во план Б да го имаат баражот преку кој што ќе бараат опстанок во втората лига. Важен триумф, уште еднаш ќе потенцирам за екипата на Осогово. Во Гевгелија исто така една минимална победа за екипата на Скопје од 0-1 против Кожов. Домаќинот беше соволдан новој надпревар, а екипата на Скопје освои 3 бодови, со што прави прогрес на табелата и се израмнува на тоа седмо место. Таму ќе видиме подоцна табелата со екипата на Детонит Плачковица со по 29 бодови. Ова беше всушност она што се одигра изминатиот вторник во тоа вонредно коло, 19-то коло во втората македонска фудбалска лига, и можеме да видиме дека екипата на Македонија Ѓорче Петров имаше најобидливата победа против Новаци, до некаде очекувано со оглед на фактот дека квалитетот во разликата на Македонија Ѓорче Петров и на Новаци е голем. Исто така, можеби до некаде очекувано беше и тоа што Брегалница ќе триумфира новој надпревар против Вардарски, меѓутоа резултатски гледано Вардарски, кој што комплетно промени се што може да се промени, речи си сите нови играчи, со неколку играчи кои што останаа од есенски дел или од минатата сезона, неколку играчи како Танов, Бејков тука кои што се во тимот, кои што останаа од претходно да бидат дел од Вардарски, да одиграа некој надпревар, со што фаворитот Брегалница ето успеа со 2-0, па резултатски гледано Вардарски можеби до некаде и добро помина во со оглед на фактот дека претходно беше декласиран со 1-4 од екипата на Детонит Плачковица на домашен терен, потоа загуби со 0-3 од екипата на Скопје, беше поразен и во Гевгелија со минимал 1-0 од Кожув, па така да ова екипа има и најлошата одбрана, ќе видиме подоцна од табелата. Овде предлагам сега и да ја погледнеме табелата и да видиме како всушност изгледа сега табелата во втората македонска фудбалска лига, што практично ќе се очекува во она битка, како што кажав, за местата кои што водат во првата македонска фудбалска лига, бидејќи знаеме дека првите две места обезбедуваат директен пласман во првата македонска фудбалска лига. Трето пласираната екипа ќе игра бараж за можен влез во првата македонска фудбалска лига, меѓутоа и во долниот дел од табелата ќе биде доста неизвестно. Првите, односно последните две места директно водат кон трета лига, односно испаѓање директно во трета лига, а екипата која што ќе биде 14-та на табелата во втората лига ќе игра бараж за можен опстанок во втората македонска фудбалска лига. Еве и табелата од втората македонска фудбалска лига. Како што кажав и претходно, Македонија Ѓорче Петров е на првото место со тие 44 болови. Лавовите го имаат најефикасниот напад со постигнати 37 погодоци, додека пак имаат и најдобра одбрана која што примила 8 погодоци. Ако гледаме статистички, Македонија Ѓорче Петров е најдобра од аспект на самите статистики. Има најмногу победи, вкупно 14, има 2 реми и 3 порази и како што кажав 37 со 8 примени и вкупно плюс гол разлика од позитивни плюс 29. Башкими сега на второто место со 42 бодови, тоа што претходно го зборев, таа бодовна разлика која што имаше Македонија Ѓорче Петров на полусезона, сега се намали на само 2 бодови. Веќе оваа коло ќе видиме во најавата на следното коло, може да се случи Башкими да дојде на првото место, ако е оправдан или фаворитската улога на домашен терен против Охрид, бидејќи Македонија Ѓорче Петров ќе има едно незгодно гостување во македонска каменица против Саса. Брегалница сега е во таа бараж зоната од трето место со 40 бодови и како што кажав после тој дебакл во Турново 4-0 и тоа беше најголемиот пораз на Брегалница
во оваа надпреварувачка сезона дојде до тренерска промена. Трајче Сенев спогодбено се раздели веднаш со раководството на Брегалница после тој пораз неколку часа после надпреворот. Можеби веќе оставката била констатирани на попат за враќање во Штипа. Тоа не е ни важно. Ристен Нумов, неговиот помошник, седна на тренерското столче, пред него ќе биде тежок предизвик да се избори за експресно враќање во првата македонска фудбалска лига, откако минатата сезона Брегалница со македонец Ѓорче Петров заедно испадна од фудбалската елита на Македонија. Арсими, кој што склопи одличен тим со доста засилувања, таму и штипјанецот Бобан Ѓоргиев има доста засилување кои што пристигнаа во овој тим и пред се прволигашки засилувања, меѓутоа Арсими пред се со тој кикс кој што го имаше дома од 1-1 против Охрид, останови натаму на четвртото место со 36 бодови и ќе чека нели кикс на конкурентите, а при тоа тој сам да не направи некаде грешка, односно да биде максимално ефективен и да ги победува противниците со цел, ако сака тимот од Чегрне да биде дел од првата лига од следната сезона, што е и некоја цел на Арсими кој што испише претходно историско четврт финале во Купот на Македонија и за малку фалеше да елиминира Брера на пенали кога загуби Арсими во Купот на Македонија, што значи дека Арсими веќе од сезона во сезона има се поголема напредок во втората лига. Овде е САСА, екипата од Македонска Меница има 31 бод. Значи рударите кои што триумфира со 4-0 претходно убедливо против Брегалница, како што кажав. Тргна одлично во овој пролетен дел, триумфира и против екипата на Детонит Плочковица во Радовиш од 1-2. Има еден можеби до некаде и несреќен пораз односно несреќно реми од Кожев кога одигра 1-1 во турно, па САСА е таа која што и поразот кој што го имаше во претходното коло е на петото место со 31 бод и сериозно ќе се бори за баражите до трето место, бидејќи ги има тие реални шанси. Доколку нели не се случише тој пораз во Велес, САСА во овој случај би имала 34 бодовите, како ќе се вмешаше па дури можеби и за некое повисоко место на табелата, кога е во аспект амбициите за прва лига. Охрид со триумфот, како што кажавме претходно, со тие минимално 1-0 освои 3 важни бодови и еве го тука на табелата заедно со екипата на САСА со по 31 бод. Охрид е предводен од младиот тренер Ромео Кочовски, како што кажав и претходно со млади играчи, пред се домашни играчи од нивната школа и од околината на Охрид, 31 бод, одлични резултати за Охрид кој што пред него има можност да прогресира и до петото место и да Охридјани со своите играчи направат одлична сезона. Детонит Плачковица после тој пораз од особено домашен терен се спушта на седмото место со 29 бодови. Екипата има позитивна гол разлика од плюс 8, предводен од штипскиот стратег Детонит Плачковица од страна на Горан Здравков е на тоа седмо место со 29 бодови, колку што има и Скопје кој што исто така триумфираше во претходното коло, го искористи поразот на Детонит Плачковица за да може да се изравни на тоа седмо место со по 29 бодови и веќе ова сабота на стадионот Железарница во автокоманда двете екипи ќе се соочат меѓусебно и ќе барат 3 бодови во тој, јас би рекол, дуел од средишен дел на табелата за можен прогрес до петото место, бидејќи само 2 бодови е негативата од петото место каде што е САСА со 31 бода. Кожев кој што е во доста променет лик во однос на тоа што го гледавме од Кожев во есенскиот дел со доста променети играчи. Славчо Ѓоргиевски Тупан го замене Филипа Деспотовски на тренерското столче во Гевгелија. Екипата на Кожев е на деветото место со 27 бодови и овие екипи всушност до некаде ќе се борат за можно да ги напаѓаат всушност како што гледат од самата табела. Бодовно не е голема разликата, 4 бодови, значи една победа може да те подигне доста високо, еден пораз те спушне, меѓутоа некаде во таа зона од петото место каде што е САСА до деветото место каде што е Кожев, всушност ќе ја гледаме таа борба за тоа кој да биде 5, 6, 7, 8 и 9. И веднаш гледате еден пресек на табелата. Беласица е на 10-то место, што претходно го зборев. Беласица во овој пролетен дел направи некои промени во тимот, значи донесе некое засилување искусно како што е Бојан Најденов од Кожев кој што присебно го врати Александар Коцев, уште неколку млади играчи кои што ги промовираше Беласица. Целта е овој тим да промовира млади играчи и да прави тим за следните сезони кога Беласица би било конкурентно да се бори и за прва лига со 22 бодови, како што кажав, Струмичката фудбалска гордост 70-то место, а само бод помалку има победа која што тргна одлично во овој пролетен дел предводен од Словенчи Дони Магловски, победа
која што јас би рекол во самиот финиш од периодниот рок склопи тим со неколку играчи кои што ги врати, како Филип Димовски кој што всушност беше промовиран во Детонит Плочковица, меѓутоа победа успеа да го врати, Иван Николовски кој што требаше да го чува голот на Воска, меѓутоа Воска ангажираше друг тренер, па Николовски дојде во победа и се враќа во својот матичен клуб, така да победа е тука на тоа 11-то место со 21 бод и веднаш имаме изравнување на табелата, 12-тото и 13-тото место на Новаци Вардар Неготино со по 20 бодови. Мислам дека оние кои што го прателе на преворот од Вардар Неготино Осогово прво пролетно коло, самиот Горан Тодорчев, тренерот на Вардар Неготино, тогаш во изјава земнет истакна дека нивната цел оваа сезона или оваа пролет ќе биде да успеат што е можно порано да дојдат до тој опстанок. Можеби некои си 7-8 кола до крајот, тие да го имаат потврден опстанокот и да имаат мирна завршница, цел да немаат притисок за опстанок. Исто тоа ќе се случува и со Новаци кој што е предано Дарко Крстевски. Значи овие две екипи, па и победа секако и Беласица ги имаат за цел да имаат мирна завршница. И сега доаѓа тоа најважното кое што го спомнав на почетокот од оваа анализа, каде што практично кажав дека Осогово, Борец, а веќе Вардарски ми се чини дека ќе губи шансите, ќе ја водат таа борба за директен опстанок. Осогово е со реални шанси за директен опстанок, бидејќи како што кажав има уште доста бодови во игра, само 7 бодови е разликата во однос на тоа 13 и 12 место каде што е Вардар Неготино со Новаци со по 20 бодови. Од друга страна, значи Осогово секој дека овој викенд против Брегаланци ќе атакува на 3 бодови. Во таков случај доколку ја оствари таа цел, бидејќи претходно двете екипи ремизираа во Штип, тогаш Осогово ќе биде во сериозна борба за директен опстанок во втората лига. Борец кој што игра со Вардарски овој викенд, Борец само од себе ќе се одлучи доколку ја оправда фаворитската улога, бидејќи биде сигурно фаворит на тој надпревар против Вардарски. Во таков случај Велешни ќе бидат во ситуација да и тие се надеваат на директен опстанок или во најмал рака, во најлош случај план Б бараш за можен опстанок. Вардарски во сабота го игра надпреварот, каде што практично доколку биде поразен или доколку загуби тимот на Бојан Захариев ќе мора да ги спака куферите и да се врати назад во трета лига Исток, бидејќи интересно е тоа што оваа екипа после 27 години избори опстанок, односно избори влез во втората лига. 27 години чекавме Вардарски да се врати во втора лига, 27 години во кои што Вардарски некогаш настапуваше во трета лига, некогаш не настапуваше, меѓутоа со тие промлеви турбулентни години или сезони Вардарски се врати во втора лига, кога стана шампион минатата сезона во трета лига Исток, а потоа и го совлада во баражот шампион на трета лига Југозапад. Тоа беше Корап од Девар со 3-2 наследен од Борис Рајковски во Маđари со 3-2, како што кажав, и ете голема радост во Богданци за да се врати нивниот миленик во втората лига, меѓутоа ова ќе биде само една епизодна улога за жал и ќе испадне всушност Вардарски од втората лига. Кој што кажав, во Вардарски Васе Беќаров беше тој кој што прв го предводеше Вардарски, меѓутоа по неколку кола се откажа, па дојде, односно си даде оставка, па дојде искусниот стратег Ѓори Ивановски, не се многу прославен на клупата на тимот од Богданци, па по него ете сега седна Бојан Захариев, тренер кој што ќе се надева дека ќе може да направи некое изненадување па да го спаси Вардарски од испаѓање во трета лига, меѓутоа ми се чини дека тоа ќе биде доста тешко и всушност ќе биде важно, како што кажав, доколку не успее да се оправда таа фаворитска улога Борец, доколку ете Вардарски изненади да триумфира како што изненади во последното есенско коло кога го соволда, и тоа беше првата сезонска победа на Вардарски со 2-1 против Осогово, ќе биде доста интересно и неизвестно. Во секој друг случај Вардарски со пораз во сабота од Борец ќе значи дека ќе има минимални шанси дури за бараж за директен опстанок, ќе биде и речиси невозможна мисија. Ова беше и самата табела која што можевте да ја видите, како што кажав, Вардарски тој кој што има и најлошата одбрана со 53 примени погодоци, а пак екипата на Борец го има најлошиот напад, кој што на овие 19 надпревари постигнал само 11 погодоци, од кои што 2 беа во претходното коло. Овде сега ќе погледнеме и двојките за следното коло, да видиме што всушност не очекува кога е во прашање следното 20-то коло во втората македонска фудбалска лига. Вардар Неготино на домашен терен против Кожув. Ова ќе биде дуел на Цвај арената во Неготино, така е познат градскиот стадион во Неготино, каде што и двете екипи после минималните порази во претходното коло ќе бараат триумф и со тоа да
Вардар е неготино, како што кажав, доколку триумфира ќе има и како веќе изгледни шанси за тој директен опстанок и веќе да цели кон тоа да го обезбеди. Наравно, опстанокот од друга страна Кожув со триумф ќе може да прогресира до 7-то место на табелата. Скопје Детонет Плачковица, ова ќе биде дуел од средишен дел на табелата, каде што со триумф и двете екипи може да дојдат до 5-то место, ако евентуално САС и Охрид не триумфираат на надпреварите во сабота. Во секој друг случај Скопје евентуално би можел да триумфира, нели нормално, зависно од тоа како би изгледал таму резултатот на Железарница, имајќи во предвид дека тешко се освојуваат бодови на тој терен. Скопје на домашен терен е доста цврста екипа. Осогово Брегалница. Ова е надпреварот кој што ќе биде доста интересен пред се за регионот тука во истокот, каде што Осогово на домашен терен ќе игра многу важен надпревар. Против Брегалница, секако Осогово нели забележа 0-0 во Автокоманда во Скопје, потоа триумф во Радовиш и сега против Брегалница се надева дека ќе може да триумфира пред се затоа што игра на домашен терен, ќе има поддршка од домашната публика, од домашните навивачи и тоа ќе биде некој чекор, можеби мала предност за Осогово, секако квалитетот на страната на Брегалница, меѓутоа следејќи ги резултатите на Брегалница во есенски дел и тие турбуленции кои што се случуваат таму со промена на тренер, притисокот со тоа што веќе второто место е загубено, Брегалница ќе мора да триумфира против Осогово, бидејќи во секој друг случај сериозно ќе се го загрози второто место и ќе треба да се насочи кон баражот, а во друг случај и Арсим е тој кој што ќе се надева на кикс на Брегалница за да може да биде посериозно во трката за трето, односно второ место. Вардарски борец, како што кажав, дерби од дното на табелата, дерби за опстанок во втората македонска фудбалска лига, повеќе од јасно дека и на двете екипи трите бодови им се потребни. Борец сам всушност ќе решава за својата судбина ако триумфира во сабота во Богданци, тогаш веќе Вардарски е завршен со директниот опстанок, а Борец ќе конкурира и за директен опстанок. Каменица Саса Македонија Ѓорче Петров, исто така еден интересен надпревар. Саса е доста воиграна во овој пролетен дел, последна победа од 4-0 над Брегалница. Македонија Ѓорче Петров, или популарно речено лавовите, ќе бидат крајно предпазливи во македонска Каменица, пред се од причина што ова ќе биде прв пролетен надпревар во македонска Каменица, откако претходно два надпревари Саса мораше да игра во Турново поради суспензијата на стадионот. И Дарко Алексовски Пеле во изјава за МН телевизија уште по надпреварот со Саса, односно по надпреварот со Брегалница ги повика навивачите на Саса да дојдат во што е можно поголем број на стадионот во македонска Каменица. Искрено мислам дека ќе има повеќе публика, бидејќи е прв пролетен надпревар и идеални временски услови за добар фудбал и да видиме кој ќе биде подобар на тој дуел. Новац и Арсими. Арсими нема право на грешка ако сака да биде во сериозна трка за прва лига. Од друга страна Новаци се надева и на реми и на триумф, односно позитивен резултат за да биде во чекор со Беласица до тоа 10-то место и да се надева нели на прогрес на табелата, се надева на рано обезбедување на опстанокот, бидејќи победа Беласица во Прилеп ќе играат меѓусебен дуел од исто така од долен дел на табелата. Ова ќе биде и дерби на два поранешни прволигаши на градскиот стадион Гоце Делчев во Прилеп, каде што и двете екипи имаат висок императив за трите бодови. Башкиме на домашен терен против Охрид, како што кажав, Башкиме ќе биде фаворит на овој надпревар и секако нормално дека тимот на Бажина Киевски ќе сака 3 бодови и со тоа да го сочува во најмала рака второто место, да се надева на кикс на конкурентите, што е цел на Башкиме. Има отворена амбиција што од почетокот на сезоната, а тоа е целта Башкиме да се врати во првата македонска фудбалска лига. Ова беше и најавата зона што практично ќе следува во ова рамки на 20-тото коло. Ќе имате можност веќе да во текот на утрешниот ден одлучиме кој надпревар всушност ќе оди нели на пренос на МНет телевизија и викендот да следите уште еден второлигашки надпревар на МНет телевизија. Она што тука би сакал да го додам дека ќе предстои навистина една неизвестна сезона и за прва лига и секако и за опстанок во втора лига. Ова беше се од ова анализа за втората македонска фудбалска лига. Накратко ќе видиме како изгледаат табелите во третата македонска фудбалска лига. Ќе почнеме со Исток, бидејќи таму предстојниот викенд ќе започне пролетната полусезона, каде што практично Слога Виница е главен фаворит за да може да обезбеди влез во
втората македонска фудбалска лига, доколку нели секако го помине баражот, ова се двојките за тоа следно коло. Хоризонт Турин на домашен терен против Доренско езеро во првото пролетно коло или 10-то коло, Ударник против Карбенци во Пирава, Светлост во Зрнаци го чека фаворитот Овче поле, Слога Виница како што кажав ќе биде апсолутен убедлив фаворит против Малеш од Берово, Брегалница во Делчио против Струмечка Тиверија, како што кажав Слога Виница веќе е можеби 10-на класи над сите останати екипи овде по квалитет со тие прволигашки засилувања. Слога Виница ќе треба без проблеми да се прошета во пролетниот дел од трета лига. Исток и според некои наши информации дополнително Слога Виница ќе игра пријателски надпревари против екипи од повисок ранг на надпреварување со цел да ја проверува формата и максимално подготвена да влезе во тој бараш надпревар. Тимот на Емил Грнев, штипскиот стратег, има една цел, а тоа е секако нели да се обезбеди влез во втората македонска фудбалска лига. Одеме и со следниот регион да видиме како всушност ќе и што всушност ќе имаме во останатите региони. Знаеме дека имаме 5 региони кога е во прашање третата македонска фудбалска лига и во овие 5 региони, како што знаете, шампионите немаат директен влез, односно ќе мораат да играат баражи и преку нив да го бараат влезот во втората македонска фудбалска лига. Изминатиот викенд започна трета лига Север и трета лига Југ, а овој викенд започнуваат останатите региони, односно тоа е трета лига исто како што спомнавме, ќе видиме подоцна во оваа емисија и за трета лига Запад и за трета лига Југозапад, каде што практично ќе се води голема борба, со оглед на фактот дека само во трета лига Исток и во трета лига Север се веќе решени шампионите. Веќе знаеме дека Слога Виница, како што кажав, сигурно ќе биде шампион, од друга страна Шкендија Рачинов сигурно ќе биде шампион во трета лига Север. Останува да се води битката во трета лига Запад и во трета лига Југозапад, како и во трета лига Југ, кој би играл бараш за можен влез во втората македонска фудбалска лига. Еве и табелата од трета лига Југозапад, да видиме овде, со оглед на фактот дека да имате преглед пред се, да ја погледнете табелата за да имате појасна слика пред вас. Трите водечки екипи имаат отворени амбиции за бараш за можен влез во втора лига. Преспа Тресен е лидер со 28 бодови, Корап од Девра кој што лани беше шампион во овој регион и играше бараш, меѓутоа го загуби од Вардатски за кој што претходно зборував, е втор со 27 бодови, Сатеско од Волино е на тоа трето место со 26 бодови. Трите екипи имаат отворени амбиции, трите екипи сакаат влез во втората македонска фудбалска лига, така да тука ќе гледаме една многу неизвестна трка за тоа кој да биде шампион и кој да игра бараш за можен влез во втората лига. Долу на табелата ќе секој имаме борба нели да се избегнат тие позиции кои што водат кон испаѓање во трета лига, од трета лига Југозапад во општинската фудбалска лига, територијално каде што припаѓаат екипите. Ова беше табелата од трета лига Југозапад и како што кажав, три екипи овде гледаме доста по-неизвестно за разлика од Истокот и од Северот. Ќе одиме сега и со останатите региони да видиме како всушност изгледаат табелите во останатите региони и што всушност не очекува кога е во прашање нели трета лига и како ќе се водат тие пролетни борби таму за да бидат најпрво екипите шампиони, а потоа секако нели да преку баражот се обидат да дојдат до позиција да водат борба и да го соволдат истиот и да го поминат тој бараж за да дојдат во втората македонска фудбалска лига. Ова е табелата во трета лига Север. Може да видите дека овде Шкендија Рачиново веќе има 10 бода. Триумфираше Шкендија Рачиново првото пролетно коло со минимал 1-0 над БВК Коњере, кој што се спушти на 6-то место. Шкендија Рачиново со 10 бодови залиха во однос на Фортуна, кој што остана без својот најдобар стрелец Орхан Мифтар, всушност веќе е 3 чекори напред и Шкендија Рачиново на неколку кола до крајот само ќе го потврди директно, односно ќе го потврди шампионското место и со тоа ќе има влез во баражот и преку него да се надева на можен пласман во втората македонска фудбалска лига. Фортуна е тука, Евромилка кој што ќе секако аеродром кој што има одлични резултати оваа сезона. Еве на петото место може да увидите Куманово кој што минатата сезона беше шампион, меѓутоа токму од победа за што зборев претходно беше совладан во баражот и не успеа да влезе во втората лига и тука ете го Куманово со речиси комплетно променет лик кога во прашање играчкиот ростер со млади играчи на тоа
како што гледате, пето место. Ова беше регионот во трета лига Север, одиме со следен регион да видиме што всушност имаме во останатите два региони, како таму ќе изгледаат тие борби за тоа прво место и секако нели кое што прво место води кон на баражот за можен влез, бидејќи како што кажав, шампионите за жал немаат директен влез и тие мора најпрво да го обезбедат шампионското место или првото место, а потоа преку баражот да се надеваат на можен пласман во втората македонска фудбалска лига. Петте шампиони со екипата која што ќе биде на тоа 14-то место играат бараж за можен влез во втората лига. Еве и табелата од трета лига Запад. Овде мораме да појасниме на работа. Последното есенско коло не е комплетирано. Тетекс триумфираше на тоа последно есенско коло, и затоа има 32 бодови или 4 повеќе од Возерими. Затоа трета лига Југозапад, овој регион, односно овој регион нели ќе започне овој викенд со надпреварите од последното есенско коло за комплетирање на истите, а потоа веќе од 15 март или следниот викенд ќе стартува првото пролетно коло. Ова значи дека Тетекс и Возерими се главните кандидати за првото место и за секако за баражот за можен влез во втора лига. Тетекс има 4 бодови повеќе, меѓутоа има надпревар повеќе. Ако Влазерими овој викенд триумфира, ќе дојде на минус 7 бод и веќе на 15 март кога ќе биде всушност првото пролетно коло или втора ќе играат меѓусебно. Тој надпревар ќе решава за тоа кој да биде шампион. Секако до крајот или има уште долго да се игра, меѓутоа тој директен дуел ќе биде доста важен. Ако евентуално Тетекс триумфира, во тој случај веќе ќе има 3 бода плюс во однос на Влазерими. Од друга страна Влазерими со триумф ќе дојде на плюс 2, ако под услов Влазерими секако викендот триумфира и оправда фаворитската улога со тоа што ќе дојде на минус 1 бод од Штофарите кои што минатата сезона испадна од втора лига и сакаат експресно да се вратат во втората македонска фудбалска лига. Ова беше трета лига Запад и не останало уште да го погледнеме регионот, последниот регион, тоа е регионот трета лига Југ, да видиме тука како стојат борбите, бидејќи тука има 3 екипи кои што ќе водат борба за баражот, нели најпрво шампионското, обезбедување на шампионскиот пехар првото место, а потоа и баражот за можен влез во втората македонска фудбалска лига. Таму лидер е Големо Коњери, втора е Башкими 2008, трета е Превалец. И овие 3 екипи, ќе ја видите сега табелата, овие 3 екипи ќе водат борба за тоа кој да биде прв. Еве го Големо Коњери со 31 бод, есенскиот шампион. Минатиот викенд таму започна пролетната полусезона кога Големо Коњери со 2:0 триумфираше на домашен терен. Башкими го доби дербито со екс вторлигаш од Росуман. Превалец со 4:1 преку Пресфорд славеше над Бучим и ги оправдаа фаворитските улоги овие 3 екипи во првото пролетно коло. Големо Коњери прв со 31 бод, Башкими 2008 е втор со 28 бодови, Превалец е трет со 27 бодови и истите 3 екипи имаат отворени амбиции и најавуваат влез во втората лига. Така да останува тука овие 3 екипи до крајот да ја предводат всушност таа пролетна борба и да видиме кој ќе биде прв и кој ќе игра бараш. Ова беше и од трета лига Југозапад. Накратко ете имавте можност да видите повеќе и за 5 региони од трета лига Југ, Север, Југозапад, Запад и Исток, како и табелата од втората македонска фудбалска лига, што практично не очекува овој викенд кога е во прашање втората македонска фудбалска лига. Во текот на утрешен ден ќе имате можност, односно преку најавата да видите кој надпревар ќе може да го следите во живо на М-нет телевизија од тоа 20-то коло на втората македонска фудбалска лига. Почитувани гледачи на М-нет телевизија, ова беше анализата и на втора лига, меѓутоа и на 5 региони од трета лига во спортскиот магазин Трибина. Останати натаму со програмата на М-нет.